Пред повеќе од 2 години во Пробиштип започна да се разгледува идејата за изградба на музеј за ретки минерали. Со подпишување на меморандум за соработка, оваа идеја општина Пробиштип требаше да ја реализира во договор со сопствениците на индоминерали и метали. Во контекст на тоа, овој проект заеднички да се финансира. Општината обезбедила половина од предвидените средства, започнала изградбата на музејот, но втората страна се предомислила. Почнавме со работа, избравме фирма изведувач која што почна да го гради и дојде до една фаза до која што еден дел од средствата, како што беше во договорот, едната половина требаше да ги плати компанијата Индоминерали и метали, пошто таа не покаже интерес да ги плати и беше стопирана целата постапка, само еден дел или околу 2 милиони денари беа вложени од страна на општина Пробиштип и тој дел е завршен. Градоначалникот Тоневски истакна дека за завршување на овој проект средства ќе бараат со аплицирање на повикот за меѓугранична соработка со Република Бугарија. Со оглед на фактот што локацијата на музеот е во центарот на градот, веднаш спроти општинската зграда, Тоневски истакна дека освен што ќе биде од големо значење за развој на туризмот, предвидено е да биде и едукативен центар за учениците во Рударско-геолошкото училиште, но и за студентите од Универзитетот Гоце Делчев. Ја подготвуваме апликацијата во овој повик од меѓугранична соработка заедно со една помала општина од Република Бугарија да аплицираме со истиот проект. Се надеваме дека тој проект ќе биде одобрен, бидејќи е многу интересен како проект, како изглед, меѓутоа и како намена, бидејќи е повеќе наменски. Експонатите кои би се наоѓале во музеот се од голема вредност, собирани уште во времето на Отоманската империја на целата територија на Македонија и не можат да се пронајдат на друго место. Минеролошката збирка која би се наоѓала во музеот на рудите во моментов може да се види во етнолошкото катче при Домот на културата Злетовски рудар во Пробиштип. Овој проект беше најавен уште во јануари 2013, а свеченото отворање требаше да се случи на денот на рударите 28 август истата година.